10 часот точно, денеска одлучивме наместо да имаме занимливости во дел од 15 минути корона и да ви представиме некои убави случувања што се случуваат во светот. Денеска одлучивме да представиме и да промовираме една нова идеја која што веќе е реализирана во Македонија, но прво да ја погледнеме шпицата 15 минути без корона. Продолжуваме понатаму, значи 15 минути без корона. Представникот Мајка, значи не Мајка, току Маика со И. Ивона Миланова ја имаме од својот дом, се надевам дека конекцијата е во ред. Ивона, прво дали се слушаме? Добро утро. И се надевам дека ќе имаме убав разговор. Зборуваме за Мајка, една убава иницијатива, во секој момент ќе ја имаме секако ЕТА. Ивона, да гледат и гледачите, една убава иницијатива која граѓаните може да ја користат бесплатно секако, веб страна. Можеш ли малку повеќе да ни објасниш? Станува збор секако за пишан збор кој што потоа се претвара во говор. Така, значи Мајка како алатка ја креиравме во компанијата Emit Knowledge. Всушност представува бесплатна алатка која што претвара македонски текст во говор. Алатката функционира на тој начин што корисникот внесува текст, во позадина се врши обработка на тој текст, со помош на невронски мрежи се претвара во говор и му се дава на корисникот како повратен одговор. Да, веќе има слично нешто вакво, станува збор за Google Translate, но мое да си прашам од каде идејата и колку време постои Мајка? Така, значи, првичната идеја за Мајка беше да креираме нешто што ќе помогне македонскиот јазик да влезе во дигиталниот свет и на еден начин да оставиме наследство кое што подоцна ќе може да се надградува, да се дополнува, да се подобрува. Секако постои Google Translate, меѓутоа гласот кој што е искористен во Google Translate не е ни близко до природниот македонски говор, односно самиот глас е роботски, не е пријатен за слушање. Друга инспирација која што тука треба да ја споменам е лицата со попреченост, поконкретно лицата со оштетен вид, кои што моментално користат алатка која што е многу слична на Google Translate во гласот. Меѓутоа, оваа алатка можам да кажам дека е толку роботска што дури одредени личности не можат ни да ги разберат зборовите што се изговорени. Така што ние сакавме да креираме нешто што ќе им помогне на овие луѓе, нешто што ќе оставиме во наследство. Ќе ти поставам секако прашање и околу гласот и околу моментот дека многу користи за лицата со попреченост, но ајде да започнеме од почетокот, колку луѓе стојат позади овој проект, секако можеш да си ги поздравиш во овој момент и колку беше тешко да се создаде една ваква алатка. Како што напоменав претходно, алатката ја креиравме со тимот на Emit Knowledge. Ја креиравме од прилика 5 месеци можам да кажам до сега. Меѓутоа, за да се креира вакво нешто нема временска рамка, затоа што секогаш има место да се надополнува, да се подобрува нештото и секако Мајка представува основа на која што може да се надградува и да се дополнуваат нови алатки. Ме интересира за името, зошто Мајка? Вака, можеме да го разгледаме од две различни страни. Првото е комбинација на зборовите Мајка и AI или вештачка интелигенција. А второто како акроним, односно македонски AI комуникацијски асистент. Дали, бидејќи нели кажав со Google Translate дека барем малку кореспондира и е слично, бидејќи кога ќе влезеш во апликацијата, имаш веднаш да си напишеш тоа што ти треба и го слушаш како говор, не е превод, но дали можеби целта би било таква да се прошири вакво нешто заради тоа што на Google Translate кога сакаш да преведеш нешто на македонски, многу често излегува преводот неточен. Така, значи, како што ја напоменав претходно, Мајка може да се користи како основа за многу апликации понатака. Од преводи до целосен NLP систем, односно систем за процесирање на природен говор, потоа глас во текст, преведување и така натака. Значи, можностите се небројни. Многу ми е драго, еви, вие сте млади, јас сум млад, дека во Македонија конечно се дигитализира се она што се прави во светот, конечно доаѓа и кај нас и во време кога младите деца, ученици
многу повеќе се на телефони го учат англискиот јазик отколку македонскиот литературен. Колку ваква алатка ќе помогне за да се врати она време кога што сите ние сме го учеле како што треба македонскиот литературен јазик? Секако, значи, оваа алатка може многу да придонесе до тоа да зачуваме на еден начин она што го имаме, да оставиме некакво наследство, да направиме на сите оние кои што се оттргнати од користење на македонскиот јазик, повторно да им стане интересно, да речам, да го користат јазикот и да продолжат да го зачуваат на еден начин. Да, се надевам дека така ќе биде. Имате ли некаква информација дали може би ова ќе биде воведено во училиштата, во образовните институции? Или е премногу рано? За сега немаме такви планови, меѓутоа зошто да не? Мислам, алатката понатака ќе ја пуштиме да биде open source, да може секој да ја користи во одредени апликации. Секако тоа секако може да се користи во образованието, како што кажав за лицата со попреченост, оние кои што да речем имаат проблеми со говорот. Исто така на нив може доста да им помогне, односно да им даде глас на еден начин. За лицата со дислексија кои исто така имаат потешкоти при читањето, така што најмногу за овие лица кои што имаат потешкоти со читање, потешкоти со говор, може многу да им помогне во самиот процес на учење, да речем. Затоа го споменав образовниот систем и ако на некој му е потребно, тоа е на лицата со попреченост и верувам дека, се надевам дека во периодот што следува, самата алатка ќе стане доволно популарна за професорите да ја користат. Гласот кој што се користи, за разлика од Google Translate, како што кажавме, роботски, не е убав за слушање, кај нас се користи една од најпознатите, најдокажаните спикерки, водителки, општо легенда на медиумите, Лилијана Крстева. Кога ја кажавте идејата, каква беше незината реакција, така да го формулирам прашањето? Значи, на наше големо задоволство, она прифати да биде гласот на мајка. Кои ги пуштивме текстовите, секако беше доста изненадена, затоа што сепак тоа се зборови кои што она не ги кажала, а сепак гласот е неизин. Мислам дека незината реакција беше многу позитивна и многу е со крајниот резултат, мислам дека доста задоволна, така што тоа е наше големо задоволство, се надевам и неизино. Да, ме интересира сега дали можеби гласот ќе остане само неизин или понатаму ќе се воведуваат новитети да се одберат други македонски познати спикери кои што се докажале во своето време, па и да се слушне и нивниот глас. Така, значи, кога ние ќе имаме една верзија која што ќе биде, да речеме, перфектна, односно без грешки, кога ќе опуштиме софтверот да биде open source, може да се додаваат нови гласови, да се стави и машки и други женски гласови, така што зашто да не, мислам, може да се направи да се одбере глас кој што најмногу му одговара на корисникот. И така да се продолжи идејата на самата алатка. Како за крај на разговорот би сакала да прашаме каква е реакцијата на народот. Сигурно разговарате од кога се состави алатката, колку има од помош. И дали имате информација да можете да следите дали ја користат сериозно граѓаните? Така, значи, уште кога ја пуштивме алатката, почнавме да добиваме многу позитивни коментари, многу пораки. И секако ние можеме да видиме нели колкаво е користењето на алатката. Има огромен број всушност на лица кои што ја користат, огромен број на изгенерирани реченици кои што секако ги користиме за да ја подобриме и за да ја доведеме до една состојба што ќе биде без грешки, да речеме. Јас знам, но еве за гледачите што не знаат како е точниот линк на кој што во моментов кога ќе завршиме ќе можат да се вклучат и да проверат за што точно зборуваме овие 10 минути. Значи линкот е maika.mk. Може да ја отворат алатката на која што директно може да напишат текст и да им го претвори во код. Многу едноставно, баш беше интересно и погледнав едно видео и на
брзозборки и баш беше интересно да се слушнете како делува тоа. Добро, Ивона, ти благодарам што одвоивме и ние време и вие време да промовираме и се надевам дека ќе ви се шири идејата и ние од Добро утро секој утро ќе бидеме секако тука да ви помогнеме барем за промоција на самата идеја. Така, ви благодарам многу на поканата.